Hello! Вооружени полицајци влегоа во скопските дискотеки. Амко не ставате налепници на врата, објектот го обезбедува МПЦ. Кој ви е крив? Па нормално дека ќе имат рација, бе дечки. Животот доаѓа со полициска придружба. Хајката помина генерално мирно, неколку апцења, тродродже и по некој пиштол. Таму некој деца си играле. Убо што немаше пајак пред некоја од дискотеките, ќе си изотепаја овие цајканиве. Полицајците со калашникови во рацете влегоа во скопските дискотеки. Одма паника во јавноста, бе не паничете, погрешно ги тумачите работиве. Тие таму влегоја за да ја појачат забавата. Влегви со калашников во дискотечево и ајмо рукице! Живо, живо! Рататататата, рататататара. Амрација е, море! Со што очеквите полицајциве да влезат со букет темјанушки? Тие влегоја таму се со цел да ги стимулират тие што беа паднати во депресија, тро. Сега, откако почна животов кај нас, казниво е да си тро нерасположен. Малце ако почнит меланхолија вака да те обземат, да се чувствуваш ко неубо, одма специјалци влегват да ти го кренат расположението. Адреналинче малце. Раце горе, живо, живо. Кај нас откако почна животов, се плаќа данок на депресија, пошто мора да се уведит кај нас веќе немат овде нерасположени, нема депресивни луѓе, не, воопшто. Јас месеци немам сретнато еден нерасположен по улица. Сите вака ко преубо да име. Веќе сите се пресреќни луѓево, на журки почнаја место дрога да користат сега помалце, знаеш, лошо расположение. Знаеш, дрога ако земви што уж поќе ке те крени, ти ке си пресреќен. Кому му е тоа потребно? Зато имаше рација. Пошто владата ден и ноќ ќе работи, почитувани дами и господа. Владата се труди да го пронајде кој е тој криминалецот, кој е тој кривецот што ги депримират граѓаните на оваа прекрасна наша држава, на овој наш мал Дизниленд.